Што има ново? Во Што има ново разговараме со Атанас Кировски, долгогодишен новинар и уредник. Атанас, една тема која што ја преокупира светската јавност е одлуката на Мета да ја прекине програмата за проверка на факти и соработката со фактчекерите во Соединетите држави. На што се должи оваа одлука? Како ја оценуваш? Јас ја оценувам оваа одлука како многу лоша и како многу штетна, која што ќе има долгорочно многу лоши последици. Еве ќе тргнам од сопствен банален пример. Мене ми се случи вештачка интелигенција со мојот профил да советува луѓе да вложуваат во некои сомнителни финансиски портфолии едно друго, и ако немате вие кому да се пожалите за Мета да го трне тој контент, ние ќе станеме преплавени со од таква баналност да трнеме, па камоли за лажни вести и за обликување на свеста на јавноста. Мислам дека тоа се должи на победата на републиканците на изборите и една сосема нова политика што ќе ја води Доналд Трамп версус Бајден. Како што гледате во времето на Бајден, она што го правеше TikTok најде на забрана во Соединетите Американски држави, но само што беше инаугуриран Трамп рече дека ќе најде начин TikTok да продолжи да функционира во Америка. На крајот на краиштата неодамна имавме предвадена инаугурацијата на Трамп. По $1,000,000 донира и Марк Цакерберг од Мета и Сем Алтман од што го да речеме неговата компанија водечка за развој на вештачка интелигенција. За Илон Маск не сакам натаму да зборувам. Јасно е. Тој беше прилично видлив, нели, на самата инаугурација. Таму ги видовме и Безос, сопственикот на Амазон и на Google, го видовме и Марк Цукерберг. Што значи ова за, да речеме, за соработката помеѓу социјалните мрежи и администрацијата на Трамп? Во која насока ќе се движи? Јас мислам дека е ова многу сериозна криза за либералната демократија по себе, а особено Европа. Според мене Европа е сега фатена во еден процеп. Ако се сеќавате... Добро, во Европа има регулатива која што ги упатува социјалните мрежи да вршат проверка на факти и да имаат програми со кои што ќе се справуваат со дезинформациите, лажните вести, говорот на омраза. Не ја спорам јас регулативата на Европа, ја спорам јас деликатноста на политичката ситуација во која што се наоѓа Европа. Сега се наоѓа во еден процеп. Вие се сеќавате дека во Молдавија, па и во Романија, која што е членка на Европската Унија, Русија преку Мета и преку TikTok изврши сериозно влијание на изборните процеси и изборните резултати. Од друга страна, сега прво го имаме укинувањето на проверката на фактите, второ, главниот проблем, според мене, суштината на проблемот се алгоритмите што ги имаат социјалните мрежи. Социјалните мрежи имаат алгоритми според кои што вие и давате на публиката, всушност ја насочувате што да гледа, што да слуша, што да чита, таа ви става очила. Имаше бројни обвинувања дека токму со тие алгоритми се фаворизира на некој начин наративи, објави кои што создаваат поларизација. Апсолутно. И предизвикуваат поголем број на коментари, конфронтација на публиката. Петри, самото интерно истражување на Facebook покажа уште во 2016 дека 64% од оние што се приклониле кон радикалната десница и кон некаков тип на таков вид немири, ги има генерирано, ги има мобилизирано Facebook. И со факт-чекерите ние имавме таква ситуација. Сега без факт-чекерите таа ситуација ќе стане според мене многу подрастична и многу повлошена. Од тој аспект велам дека Европа е во криза. Што се однесува, вие спомнавте со право дека Европа има регулатива. Не знам дали се сеќавате на изјавата во ноември на потпредседателот Ванс, кој што и се закани на Европската Унија и рече доколку ја примените регулативата против Илон Маск и мрежата X, Америка ќе ги замрзне фондовите во НАТО и ќе го пресуши на некој начин НАТО. Ние знаеме дека Европа безбедноста уште од 45-та, еве од 44-та, од искрцавањето у Нормандија ја базира на сојузништвото со Соединетите Американски држави, тоа трансатлантско сојузништво. Ако тоа биде загрозена, Европа ќе биде многу ранлива, особено во ситуација кога Путин е разгоропаден и врши инвазии. И сега таква една брутална закана многу неубаво дојде. Гледаме дека Европа не знае како да реагира нити за
најавите за инвазија врз Гренланд, која што е територија на Данска, нити во оваа ситуација каде што се закануваат политичарите и техноолигарсите дека доколку Европа ја примени законската регулатива ќе има тешки последици. Добро, социјалниве мрежи очигледно стана доминантен извор на информации на публиката и на некој начин ги победија традиционалните медиуми, па и порталите, овие консолидирани професионални редакции кои што работат по некакви професионални новинарски стандарди. Има ли одговор медиумската индустрија на овие предизвици, на оваа експлозија на дезинформации, пропаганда, радикални наративи кои што се шират преку социјални? Па не знам сега дали да зборуваме за глобални рамки или за во Македонија. Што се однесува за во Македонија, еве ќе ви кажам дека ние имаме една абсурдна ситуација каде што АВМУ се занимава буквално влакно во јајцето бара за 5 национални телевизии, а нема никаков капацитет да спречи ваков тип на наративи. Добро, се најави нели промена на регулативата, порталите сега ќе бидат дел од медиумската легислатива. Социјалните мрежи е најстрашно и треба, според мене, тука е клучот. Ако веќе идеме кон една таква широка демократизација, тогаш да допуштиме луѓето сами да го бираат контентот што ќе го читаат и што ќе го гледаат. Да не допуштиме да ни сервираат што ќе читаме и што ќе гледаме Марк Цакерберг, Илон Маск, кој што е познат крајен десничар, Джеф Безос, Сем Алтман, ги спомнавме луѓето. Ние ќе се доведеме во ситуација 5-6 луѓе да ни го креираат целиот наратив и да ни обликуваат и јавното мнение, и свеста, и политичките афилијации. Во светската медиумска индустрија повеќе големи редакции има, имаат големи одели с кои што се занимаваат со проверка на факти. Видовме дека имаше проверка на факти и на инаугуративните говори на Трамп. Зошто кај нас медиумите не се занимаваат со тоа што им е основна работа, да ги проверуваат фактите пред да ги објават? Медиумите во Македонија се во многу сериозна, многу тешка финансиска криза. Прво, значи, немаат доволно средства за тоа. Второ, немаат кадар. За таква работа ви треба обучен кадар. Новинарството е станато многу непопуларна професија. Проверката на факти исто така е непопуларна професија, а да не заборавиме дека се создава и еден многу грд наратив дека тие што ги проверуваат фактите професионално си ја работат луѓето, ги обвинуваат дека вршат некаква цензура во не знам чии интереси и така натаму. Не знам дали сте го забележале и тој наратив. Да, тој наратив е сериозно присутен, нели факт-чекерите се означуваат како цензори, па и овие одлуки последни на Мета и така натаму, пристапот им аплаудираа на тие заради тоа што ќе била укината цензурата. Не, цензурата ќе се укине кога ќе се исклучат алгоритмите на големите технолошки компании кои што всушност заработуваат на феудалистички начин од рента. За да ја генерираат таа рента повеќе, тие придонесуваат, односно афирмираат или ако сакате подбуцнуваат, сскаат наратив на кавга меѓу одредени групи во самото општество кои што им носат поголема гледаност, а очигледно има за тоа и некаква политичка агенда. Таа е вистинската цензура. Значи треба да се укинат алгоритмите и се разбира да се проверуваат фактите, бидејќи како има кажано Черчил за време на Втората светска војна, ја спомнав сега операцијата за искрцувањето у Нормандија, вистината е премногу скапоцена и заради тоа мора да се прекрие со плаштот на лагите. Но ако нема некој да ги симне тие лаги, луѓето ќе бидат контаминирани со од една страна преку алгоритмите со една инструирана вистина, со едни зелени очила, ако сакате, некој ќе им ставя, а од друга страна нема да може никако да стигне до вистината. Имајќи го сето ова предвид, кои се твоите предвидувања? Дали индустријата на дезинформации и на пропаганда ќе ја победи медиумската индустрија и како публиката да се постави во однос на овие случувања? Јас мислам дека сега индустријата што лиферува дезинформација ја победува медиумската индустрија и како одиме се полошо станува, се потешко станува за медиумите, се повеќе имате некакви си подкасти на полуписмени луѓе кои што буквално перат мозок, се помалку луѓето се подпираат врз традиционалните медиуми,
и оние, ете, што спомнавме, кои што би требало да држат до себе, се помалку проверуваат факти, а на крајот на краиштата нас не се случува и феномен милиардерите, чии интерес е да победува индустријата на лиферување дезинформации, најсериозните милиардери, најбогатиот човек на светот, Илон Маск, го купи Твитер и сега е X. Безос, што го спомнавте пред малку, го купи Вашингтон Пост. И Вашингтон Пост веќе не е таа сериозна редакција што беше. И нас и натаму ни се случуваат ваков тип на феномени. Познато е дека Руперт Мардок, кој што беше исто на инаугурацијата на Трамп, одбра свесно да ја лаже американската јавност за да генерира профити, потоа вон судски плати големи пари. Што треба да прави публиката во ваква ситуација? Публиката во ваква ситуација треба да биде свесна и ако може да создаде вештини и да направи механизми да разликува што е лага, што е вистина и да не верува во се што има на социјалните мрежи. Прво и основно е кога ќе се вклучат на некоја социјална мрежа, да речеме кога ќе кликнат на Facebook и кога ќе ги видат тие објави, да бидат свесни дека тие не се рандом објави, него дека се тие објави кои што нив им ги сервира некаков си алгоритам, дека тоа не е слободен избор и демократија, него дека е тоа фаворизиран контент, специализиран за нивните очи. Атанас, ти благодарам за овој разговор. Молам. Што има ново? Што има ново?